Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. Локалната самоуправа на Кочани ги почна подготвителните градежни работи пред почетокот на изградбата на новата детска градинка во населбата Драчевиќа. Во моментот се пробива пристапната улица до парцелата каде ќе се гради објектот, пошто ќе следува и приклучокот на другата инсталација. Општина Кочани го почна уредувањето на градежното земјиште во населбата Драчевик во непосредна околина на парцелата на која што е предвидена изградбата на новата детска градинка. Уредувањето на градежното земјиште подразбира обезбедување непречен пристап до градежната парцела, односно изградба на објекти од комунална инфраструктура, улица, водоводна, фекална и атмосферска канализација, како и друга инсталација со приклучоци до градежната парцела. Од локалната самоуправа на Кочани информираа дека изведувањето на инфраструктурните зафати се врши според деталниот урбанистички план за градската четврт број 9. Работите почнаа со пробивање на неколку улици што ќе бидат во функција на новата детска градинка, а тоа се активности што се обврска на локалната самоуправа. Според информациите што се добиени од Министерството за труд и социјална политика, јавниот повик за избор на изведувач е веќе завршен, а отворањето на понудите е закажано за 21 ноември, пошто ќе следува евалуација, избор и потпишување договор со избраниот економски оператор. Изборот ќе се спроведе според процедурите на Светска банка, која ја финансира изградбата на новата детска градинка во Кочани, а во рамки на проектот за подобрување на социјалните услуги, чија цел е да се зголемат капацитетите за сместување на деца од предшколска возраст. Новата детска градинка во Кочани, до која веќе започне изградбата на пристапната улица, ќе биде современ компактен објект што е проектиран според најсовремените стандарди, со можност за поширока комуникација меѓу децата и за поттикнување на нивната креативност. Објектот ќе поседува и фотокаталитичка фасада, што ќе дава ефект на 40 дрвца и ќе го прочистува воздухот во околината на градинката од смог и загадување. Општина Кочани распиша нов повик за продажба на државно градежно земјиште на кое ќе може да се градат објекти за индивидуално домување, за викендички како и за стопански намени. Вкупниот приход од продажбата се очекува да изнесува околу $500,000 денари. Општина Кочани го објави вториот оглас за оваа година со кој продава градежно земјиште во државна сопственост, а што е наменето за изградба на објекти за индивидуално домување, за викенд куќи на пониква и за стопанска дејност. По пат на јавно надавање се продаваат вкупно 10 парцели. Од нив 4 се за семејни куќи со просечна површина од околу 450 квадратни метри и се наоѓаат во населбата Текешински лозја. Земјиштето за изградба на стопански објекти пак е лоцирано во местноста Драчевик, каде исто така има 4 парцели со просечна површина од околу 1300 метри квадратни. Од општината истакнуваат дека заедно со градежното земјиште за домување и за стопанство, на граѓаните им се нудат и 2 парцели за изградба на викенд куќи на локација во планинскиот туристички центар на Осоговските планини. Просечната површина на секој од нив е околу 600 метри квадратни, а почетната цена за сите 10 парцели е 61 денар за метар квадратен. Заинтересираните за изградба на куќи ќе можат да поднесат пријава до 4 декември. Оние пак што сакаат да градат стопански објекти можат да се пријават до 16, а за викендички на пониква до 24 декември. Се очекува по продажбата на парцелите во општинскиот буџет да се слеат околу $500,000 денари, со што локалната самоуправа ќе обезбеди дополнителни средства за реализација на годишната програма за уредување на градежното земјиште. Подетални податоци за условите за продажба на градежното земјиште во државна сопственост може да се добијат и од објавата на веб страницата на општина Кочани. Инаку, со последната понуда на државно неизградено земјиште, што беше успешно реализирана на почетокот од оваа година, локалната самоуправа на Кочани продаде 7 парцели за индивидуално и колективно домување, како и 3 градежни плацеви за викенд куќи на пониква. При тоа беше остварен нето приход од околу 15 милиони денари. Денес агресивното однесување во училиштата е чест проблем. Многу од возрастните не го согледуваат насилството како проблем, бидејќи многу од жртвите и не зборуваат за проблемот на агресивно однесување врз нив.
Во училиштата репертоарот на агресивното однесување на децата се проширува, но често станува и посуптилен. Психолозите и психијатрите со совети како до намалување на агресивното однесување помеѓу врсниците. Агресијата во училиштата меѓу врсниците станува се почест проблем. Психолозите тврдат дека агресијата кај младите луѓе се појавува многу рано, веќе на возраст од над 10 месеци, и дека во позадина стојат внатрешни и социјални проблеми. Младите може да бидат хиперактивни, но агресијата кон другите, напади и тепачки е научено однесување. Психолозите и психијатрите велат дека тоа треба да не поттикне повеќе да размислуваме и за проблемите на децата. Возрастните имаат навика да речат: деца се, ќе им помине. Тоа е алиби за запоставување. Одговорноста е на родителите и луѓето во ова општество, на наставници и образовниот систем, зашто често пати начинот на однесување на младите е отсликување на она што сите овие структури го прават. За да бидат агресивни, тоа е научено однесување и е одраз на средината и домашното воспитување, вели професор доктор Методи Чепреганов, кој на агресијата посвети не само книга, туку и голем број емисии во Канал 8. Мој голем професор Парис Анрие велеше: ако мојата мајка знаеше да ми се насмее во моите први денови од животот и во првите години од животот, и јас во цел живот ќе се смеам. Ако мојата мајка беше намуртена, јас ќе бидам намуртен. Многу голема реченица. Што значи дека основниот, фундамент, реков, на идната личност е средината во која таа постои најблиска. Мама, тато, браќа, сестри, дедо, баба и така. Значи фамилијата. Да ми погрешно разбере. Ако во една фамилија постои хармонија во тие први, да не кажам до 15-16 година, кога дето веќе ќе излезе од контекст на воспитанието, нели веќе сам ќе резонира, многу зависи какво ќе биде личноста во иднина. Ние во нашите нагонски пулзи имаме филогенетски програмиран деструктивен нагон за уништување, за дешперантност, за инфаусност, за капитуланство, за во се да бидам против. Имаме таков нагон во нас. Меѓутоа, зрејќи личноста, ние доваѓаме до сознание, можеме да го тоа се тоа контролираме, затоа што тоа е негативна конотација на нашата личност ако го експримираме према надвор. И во зрењето се гледа созрејаноста на една личност, колку она може да го контролира тој агресивен, таа моќ на агресијата и на човечкиот деструктивен нагон. И се враќам на патологијата. Ако тоа сум го кажал, не знам, веројатно вие сте го виделе, кинес еден рекол дека немојте никош да имате пријател кој има хипертрофирано его. Тоа е опасна работа во неговите карактерни особини. Зошто? Затоа што тој има две огромни хипертрофија, најгото значи и наед и сует. Да. Тоа се луѓе кои се знаат, само тие знаат, се можат, само тие можат, тие се најспособни, тие се се, и се што прави тој вреди, се што прават другите е дешперантно, инфаусно и капитулантско. Значи тоа е суета. Од такви луѓе да бегате. Такви луѓе не се социјални луѓе. Влијанието на мас-медиумите врз детската агресија може да се разгледува од аспект на моделирање на однесувањето. Агресијата видена на филм со малку исклучоци покажува стимулирачки ефекти врз агресивното однесување. Нема сомневање дека криминалот и насилството се присутни во масовните медиуми и дека децата се изложени на тие агресивни стимулации. Проучувањата покажуваат дека насилството на телевизија може да биде причина за деликвентно однесување и дека родителите и стручњаците се прилично загрижени од ефектите на постојаното изложување на децата на агресивните содржини на телевизијата, додава професор Чепреганов. Агресијата, вели доктор Чепреганов, е форма на однесување, која најчесто се споменува како индикатор на отфрленост од врсниците и како претскажувач на деликвентно однесување во понатамошната возраст.
За проблемот на агресивното однесување на учениците во училиштата, познати се некои од причините и условите кои придонесуваат за негова појава кај децата во училиштата. Постојат исто така и низа на мерки кои утврдиле својата делотворност во спречување на тие проблеми. Се сведува на волјата и подготвеноста за вклучување на возрастните, кои може да се договорат до кој степен ќе го толерираат агресивното однесување во нашите училишта. Пред љубителите на афоризмот и пишаниот збор во библиотеката Искра беше промовирана најновата збирка афоризми на Јане Атанасов за секој ден по еден. Како што кажува и насловот, збирката содржи 365 афоризми за секој ден од годината да се чита по еден афоризам. За секој ден по еден е насловот на новата книга Афоризми на познатиот афористичар Јане Атанасов, што пред присутните љубители на афоризмот беше промовирана во библиотеката Искра. Ова е негова трета збирка афоризми која содржи афоризми за секој ден од годината, од 1 јануари до 31 декември. По еден афоризам, значи вкупно 365 афоризми, плюс еден за 29 февруари во престапна година. Теми за пишување афоризми има секојдневно и тоа на претек, а афоризми има на лагер, така да кажам, за уште 3-4 нови книги, меѓутоа горливиот проблем за сите нас творците како тоа да добие финална форма во вид на книга, бидејќи потребни се материјални средства. Тоа беше единствената причина што толку долго стагниравме со издавањето, меѓутоа оваа година направи некакви напори. Излегува во пресвет ми помогна од Општината Кочани со известна сума на пари. Печатницата Европа 92 ја испечати книгата со значителен попуст. Голема благодарност до пријателот Методи Андонов од Штип што направи добра корица. И така е, книгата вечера ќе ја промовираме, ќе ја видите. Се надевам дека ќе има задоволство секој што ќе има во раце да ја прочита. Да се пофалам само дека синоќ ќе почнаме со промоциите од Струмица, синоќ во Струмица имавме промоција, имаше публика и имаше големо. Многу задоволни луѓе, денеска голем дел од нив ми се обраќаат на Facebook, коментираат, така што се надевам дека ќе се повтори тоа вечерва и овде. На промоцијата познати афористичари и писатели читаа за неговиот живот и творештво и добиените награди и признанија досега, а беа прочитани и афоризми од книгата. Атанасов не застанува тука. Вели дека и понатаму ќе пишува афоризми, бидејќи посебно во денешно време има голем број теми и настани кои делуваат поттикнувачки за пишување афоризми. Борачка вечер се одржа во ресторанот Аледар во Кучани. Истата беше во организација на боречкиот клуб Спартак. Присутни беа познати имиња во борењето во државата и голем број тренери. Боречка вечер во организација на боречкиот клуб Спартак се одржа во ресторанот Аледар во Кучани. Македонските ветерани во борење се собраа со една цел – средба и размена на искуства и идеи за продолжување и развивање на борењето во државата, како и разговор за тоа борењето да се подигне на повисоко ниво и како да поголема мотивираност на младите да се занимаваат со овој спорт. На средбата присутни беа скоро сите поранешни борачи, ветерани од Македонија и дел од Бугарија и пошироко, и голем број тренери и познати имиња во борењето, како што се Шабан Трстена, Насе Насев, Ванчо Чифлиганец, кои истакнаа дека се радуваат што постојат вакви средби со цел афирмација и уште поголемо развивање на борењето во државата. Конкретно за боречкиот клуб Спартак рекоа дека исфрли голем број вистински борачи и дека и понатаму не смее да се губи надеж. Треба поранешните успеси да се повторат, но за да биде тоа, не треба само да има ентузијасти, туку треба и да се подигне свеста кај спонзорите за овозможување услови да се постигнат големи успеси на државни и европски првенства. Најпрво честитки за оваа организација во повод 60 години од големиот боречки клуб Спартак од Кочани. Тоа беше голем клуб во Југославија, во Македонија. Единствено боречки клуб Спартак се бореше во градскумски стил на ниво на Југославија, а во слободниот стил останатите 10 боречки клубови. Морам да кажам дека се многу пријатно чувствувам, затоа што пред 50 години сум учествувал во Кочани, гледајќи ги сите спортски манифестации во борење, Спартак Кочани, и сврли многу великани, многу легенди во борењето,
Пред се, мислам дека големиот спортист борач Владко Соколов, кој беше осми на Олимпијата во Атланта 2006 година, втор вид шампион на младинско светско првенство. Овде исто така на пети беше во Олимпијата нашиот покојни Коце Ефремов, а исто така не можам да заборавам кога олимпискиот шампион и вице светскиот шампион Сретен Дамјановиќ, кога беше во грчко-римски стил туширан од нашата спортска македонска и кочанска легенда на борачкиот клуб Спартак од страна на Димче Нешев. Многу борачи изфрли спортисти кочани и мислам тука ќе бидеме некоректни, не скромни, ако не го истакнеме големиот спортски стратег во борењето, а тоа е тренерот, борачот, тренерот, селекторот и директор на Македонски олимписки комитет, а тоа е господин Насе Насев. Сакам да кажам дека боречки клуб Спартак од Кочани беше наш репер како може врвни резултати да остварат. Борењето во Кочани почна 59-та формиран како секција во Партизан, а од 62-та како клуб Спартак. И тој Спартак потоа стана неколку пати државен првак, првак во грчко-римски, во Сојузна лига во грчко-римски, во Европскиот куп, еднаш втори, еднаш трети, и тоа беше голем резултат и Спартак го сакаше цело Кочани повеќе од тоа. Сега, овој пат, оваа манифестација ме подсетува на сите догаѓаи што беа досега и сум среќен што се организира. Едноставно сакам само да ја порачам и на овие присутните што се од борење и на оние кои не се од борење, ама имат некаква функција да се зафатат уште понатаму да работат со програма и Спартак да се врате на старите време. Тоа е мојата препорака и јас разговарам и со борачите, и со тренерите, и со раководството и сакам да му го повратиме сјајот на Спартак. На средбата беа доделени благодарници и дипломи на познатите имиња во борењето, а дел од нив одржа и говор и го истакнаа значењето на спортот во државата и како до негова поголема афирмација. Средбата заврши со дружба, музика и оро до доцните вечерни часови. Планинарскиот клуб Осогово организираше еднодневна обука за планинарство, ориентација во природа и укажување прва помош. На обуката присуствуваа 50 млади од Кочани, а активноста се реализираше во соработка со Црвениот крст од Кочани и изведничкиот одред Ластовица. Во рамки на редовните активности од годишната програма за работа, Планинарскиот спортски клуб Осогово викендов организираше младинска планинарска еколошка едукација што се одржа на Пониква. Во рамки на обуката беа организирани практични предавања за движење во планина и за ориентација во природа, а младите учесници учествуваа и во обележување на планинарска патека. При тоа обележана беше патека во должина од околу 5 километри што поминува низ прекрасните предели на Осоговијата. Од страна на повозрастните и поискусни членови на планинарското друштво беше организиран и краток марш и други вежби и практични игри за учесниците на едукацијата, а објаснети беа и начините за преживување во екстремни услови во природа. Освен тоа, представени беа и најважните делови од планинарската опрема и неопходниот алат при движење во планина. Во соработка со волонтерите од Општинскиот Црвен крст од Кочани се одржи и предавање за укажување прва помош и спасување во планински услови. За учесниците на обуката беше организирана и еколошка акција за чистење на отпадоците во туристичкиот центар Пониква. Во реализацијата на младинската планинарска еколошка едукација свој придонес даде и изведничкиот одред Ластовица од Кочани. На крајот за сите учесници имаше благодарници за учеството и дадениот придонес во зачувувањето и популаризирањето на природните вредности на Осогово. Следува информацијата од спортот. Во првата фудбалска лига во женска конкуренција се одигра 10-то коло во кое женскиот фудбалски клуб Кочани загуби во битола од екипата на Топ Гол.
Двајца каратисти од Кочани обезбедија учество на Европското првенство, а уште 4 на Балканското првенство. Катастрофален пораз доживееа фудбалерките на ЖФК Кочани на гостувањето во Битола против тимот на Топ Гол. Нашите девојчиња загубија со резултат од 8:1, со што не ги остварија очекувањата дека ќе пружат добра игра и ќе освојат барем бод. Со поразот токму против битолчанки, кои им се и директен конкурент и кои грчевито се борат за опстанок во лигата, нашиот тим не успеа да се стабилизира во средината на табелата. Останува на 11-тото место со досега освоените 7 бода од 2 победи и 1 нерешен надпревар, а со оглед што до крајот на есенскиот дел престојат надпревари со тешки противници, неизвестно е каков ќе биде крајниот пласман на полусезоната. Следниот надпревар, женскиот фудбалски клуб Кочани ќе го игра на домашен терен против тимот на Деспина Прилеп, кој е еден од кандидатите за освојување на шампионската титула. За разлика од фудбалерките, каратистите од Кочани имаат успех и носат разведрување во спортските случувања. Причина за тоа е што членовите на карате клубот Партизан Мартина Шахинова и Ѓорги Петров обезбедија директно учество на престојното Европско младинско првенство. Таквиот успех доаѓа по добрите резултати на државното првенство за кадети и јуниори што се одржа во Скопје. Шахинова беше прва во категоријата јуниорки над 59 килограми, совладувајќи ги своите 3 противнички. Петров пак во категоријата јуниори до 61 кг исто така имаше одличен настап и по 3 победи го обезбеди учеството на надпреварот меѓу најдобрите во Европа. Успех имаа и другите каратисти кои го представуваа нашиот тим на државното првенство во Скопје. Благојат Тасески во категоријата кадети до 52 кг беше второпласиран и освои сребрен медал. Ѓорги Петров во категоријата јуниори до 61 кг и Роберто Здравковски во истата категорија до 76 кг освоија бронзени медали. Со тоа обезбедија и место во државната репрезентација која ќе учествува на Балканското првенство што во декември ќе се одржи во Словенија. Покрај нив на Балканијадата ќе патува и Мартина Шахинова, за која веќе рековме дека освои златен медал и ќе биде учесник и на Европското првенство. Викендов започна на надпреварите и во М14 кошаркарското првенство на Македонија. Во првото коло во Кочани, екипата на Баскет Дино Деликатес ги победи своите врсници од тимот на Вардар од Скопје со убедливи 121:101. Најефикасен играч на надпреварот беше Дино Лазаров, кој погоди 10 тројки и на крајот запиша вкупно 45 коша. Викендов во Србија се одржи меѓународен џудо семинар под мотото "Промовирај го својот клуб", на кој џудо клубот Гладиатор од Кочани го представуваше тренерот Драган Шекеровски. Семинарот се одржа под раководство на експертот Хироши Катаниси од Јапонија, кој е носител на црн појас 8 дан. Учеството беше во соработка со Џудо Федерацијата на Македонија, а во рамки на обуката за тренери кои ќе работат со деца од 8 до 12 годишна возраст. Почитувани, со временската прогноза ги завршуваме и овие вести на Канал 8. Останете понатаму со нашата програма. Довидување.